Живот со дијабетес на 4 годишно дете. Постојано мерење на шеќерот, откажување од сладки задоволства. Секоја емоција, и среќа, и тага, може да резултира со покачување на шеќерот во крвта. Воопшто не е лесно ниту за децата, а ниту за родителите на малата Бисера, но и на стотици други деца во државата. Државата која ги заборава. Во моментов имаме голем недостаток на инсулин, на ленти, на глукомери за мерење, на иглички. Мама, воја. На водичка? Да. Ајде. Секое дете се плаши од игли. Децата со дијабетис најмногу, бидејќи треба да се боцкаат на секој час и половина. Спасим се сензорите. Еден сензор чини околу 65 евра и трае 14 дена. А родителите, оние кои можат, ги набавуваат од странство. Министерството за здравство нема одговор кога ќе го реализира ветувањето дадено пред околу 2 години. Тие сензори многу ни улеснуваат и навистина ни се неопходни и стварно не ми е јасно зашто уште министриве здравството не реагира, како да немаат ни грам совест, ни грам емпатија спрема особено спрема децата. Мислам и пред другите луѓе што се со дијабет, ама за децата највеќе. А емпатија нема ни обичниот граѓанин, во тоа се уверивме и ние. Додека таткото на малата Бисера објаснуваше со кои предизвици се очуваат, друг родител буквално не избрка од летниковецот во кој снимавме. Нејзиното дете тука ќе славело роден ден. Летниковецот, кој е урбана опрема во јавен простор и е слободен за користење за сите граѓани, според мајката, наводно бил резервиран и бараше да си заминеме. Извинете, господјо, знаете ли зашто е ова интервју? Не ме интересира, искрено слава роден ден, знаете како кажу година само, стварно не ме интересира. Да му е среќен роденденот и навистина се засрамите за тоа што слушате, зашто зборувате, а немате убаво да уста да забравите што ќе кажете. Нека му е среќен роденденот на детето кое снимам. На што личи ова? Не сме ли еве? Добро, Анастасија. Каде можеме? Повели, Јас сам било тука, вие каде. седите, упорно седите, знаете. Ајде, добро. Со расплакано дете, додека надвор температурата беше изгор скопско лето. Од летниковецот под сенка се преместивме на друго место и ги оставивме да го слават роденденот. И додека тие деца со сласт ќе јадат роденденска торта, малата Бисера не смее да јаде ниту едно парче. Но тоа не е единствен предизвик за дете од предшколска возраст. Настинките и лекувањето исто така се голем проблем. Тоа значи голем предизвик за нас, цел ден, мислам, се мери шеќерот константно, се додаваат корекции, ќе додадеме 1-2 единици, па ако се малку пак ќе додадеме. Не се знае, и нервозата, и стресот, плюс дополнително влијаат на да се покачи нивото на шеќерот. Така да навистина е тешко, е проблем е што она не сме да пие сирупи. Со апчиња се лекуваме, а лекувањето оди со плачки. Во меѓувреме истекува рокот до 20 јули, кој го дадоа дијабетичарите за Министерството да им набави лекови апарати за мерење на шеќер во крвта. Илјадници дијабетичари од нова година до денес се оставени на милост и немилост да се сногеат како знаат и умеат од сопствен џеп. Гневот како што најавуваат ќе го искажат на протести.